Слаб е одзивот на граѓаните за увид во избирачкиот список во пресрет на локалните избори закажани за 15 октомври. На полноќ истекува рокот во кој жител на Република Македонија со право на глас може да провери дали го има во списокот непосредно во некој од подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија или електронски на апликацијата поставена на интернет страницата на комисијата. Портпаролката Љупка Гугучевска информираше дека сепак во однос на претходните изборни циклуси забележително е зголемување на проверките. Се пријавија во нашите подрачни оделенија канцеларија вкупно 20.081 граѓани за да проверат дали ги има во избирачкиот список и дали се запишани со точните податоци. Решенија за запишување во избирачкиот список се донесени за 27 граѓани, за бришање од избирачкиот список за 21 граѓани, како и за промена на некои од личните податоци во избирачкиот список вкупно 48 решенија. Рокот истекува денеска до 24 часот. Нашите подрачни оделенија и канцеларии, како и привремените канцеларии кои што се отворени во сите општини широм Републиката, ќе работат до 24 часот. Електронската апликација е во функција, така што јас ги повикувам во оваа прилика граѓаните кои што се уште не се провериле дали се запишани во избирачкиот список, како и дали се запишани со точните податоци, да го сторат тоа веднаш и доколку има некоја промена која што би сакале да извршат, веднаш да се упатат до нашите подрачни оделенија и отворени канцеларии. Надоцна до четврток Државната изборна комисија треба да го достави избирачкиот список до политичките партии, кои пак во рок од 5 дена имаат право да реагираат со забелешки. Ако се знае дека ова беше едно од најгорливите прашања пред изборите во декември, овој пат ситуацијата во однос на тоа колку граѓани се со право на глас на локалните избори е далеку порелаксирана. Минатата година имавме една специфична ситуација, се донесоа некои измени во изборниот законник кои што важеа само за парламентарните избори 2016 година. По објавувањето на конечните резултати за парламентарните избори престанаа да важат тие одредби и Државната изборна комисија го води и го ажурира избирачкиот список на дневна основа врз основа на одредбите на изборниот законник. Избирачкиот список во моментов е ставен на јавен увид токму за да можат и граѓаните сами да учествуваат во процесот на ажурирање на избирачкиот список. Значи секој кој што ќе утврди дека не е запишан или е запишан со некој погрешен податок може да се обрати до Државната изборна комисија со барање за промена на податоците. Избирачкиот список во кој се извршени сите промени од јавниот увид, ДИК го заклучува најдосна 14 дена по завршениот јавен увид, односно најдосна до 24 септември. Проверувајќи дали ги има во списокот со гласачи, граѓаните имаат пристапи до податоците за избирачкото место на кое гласаат, воедно проверувајќи му ја и пристапноста. Јавниот увид во избирачкиот список тргна на 21 август, во него беа евидентирани вкупно 1.816.127 гласачи. Во меѓувреме, најголемите политички партии ги објавија поголемиот дел од кандидатите за градоначалници за локалните избори, за преостанатите ќе треба да се решат до 14, пошто ДИК ќе излезе со конечните списоци, вклучувајќи ги независните номинации и поднесени советнички листи. Кампањата за локалните избори започнува на 25 септември и завршува на 13 октомври на полноќ. Локалните избори ќе се спроведуваат во 80 општини и во градот Скопје во над 3400 избирачки места.